Айде сега да я погледнем втората особина. Чисти по сърце. Во Матеј 5:8 вели: блажени са чистите по сърце, защо тие ќе го видат Бога. Пред малко реков дека Давид се молеше токму за вакво нещо. Има една песна која што ние ја пееме и е позната, ќе ја пееме и на крајот, се нарекува Чисто срце. Чисто срце дај ми Господе и обнови го духот во мене. Ова песна потекнува токму од еден псалм, псалм 51, кој што е запишан од цар Давид. И цар Давид, знаете, оваа песна ја напише инспириран од неговиот грех. Кога Давид греши со Вирсавеја, тој знаеше дека неговото срце е извалкано и тој бараше од Бог едно чисто срце. Сушност, на што се однесува фразата чисто срце? И кои се тие што имаат чисто срце? Фразата чисто срце, и веројатно и сами ќе претпоставите, не се однесува на надворешна чистота, него таа се однесува на внатрешната, бидејќи го спомнува срцето. Срцето е символ на нашите емоции, нашите чувства, нашата совест, нашите мисли, мотиви, намери. И кога Исус вели блажени се чистите по срце, Исус мисли на тоа нешто, на нашата внатрешна чистота. Затоа Исус, кога зборуваше со фарисеите, слушнете што им кажа во Лука 11 глава. Фарисеите го критикуваа Исус затоа што неговите ученици јаделе со неизмиени раци. И тој рекоа: како може нечисти да јадат? И знаете што им рече Исус? Еве што им рече: вие фарисеите ги миете однадвор чашите и садовите, а однатре сте полни со лакомства и лошотија. Гледате зашто ги Исус критикуваше. Тој велеше: вие вашо е важно само однадвор да сте чисти, измиени раци и мислите доволно е, сега сме чисти пред Господа. Но вели однатре вие сте полни со лакомство и лошотија. На што мисли се Исус кога велеше однатре? На човечкото срце, на човечките намери, на човечките дела, на нивната совест. Тоа е човечкото срце. Кога Бог вели чисти по срце, тој мисли на тие работи. Знаете, ние луѓето сме импресионирани од изгледот. Ние сме импресионирани од достигнувањата на еден човек, од позицијата, од титулата, од парите. Ние најчесто на кој му искажуваме чест? Кога ќе видиме некој дотеран, убаво облечен, па ако знаеме дека е на позиција градоначалник, председател, ние дури рака бакнуваме, нели, се навредуваме, чест право му ставаме на прво место да седне, најубавото место. Импресионираме сме од титулата на човекот, од неговата позиција, па дури од школото, ако е тој, не знам, доктор на науки. Од сето тоа сме импресионирани, но Бог вели не. Бог е единствено импресиониран од човечкото срце. Тој вели: јас гледам тоа што е внатре. Мене тоа ми е многу поважно. Може да е човек со најголема титула, со најмногу пари, може да е најпознат во светот, па сепак ако неговото срце не е чисто, Библијата вели тој нема да го види Бога. Тоа е многу поважно. Има еден пример во Стариот Завет, кога Бог му кажа на Самуил, пророкот Самуил, да отиде во домот на Јесеј и од неговите синови да избере еден кој што ќе биде иден цар. Тоа требаше да биде Давид, ако се прашувате кој е. Јесеј имаше 7 синови. И кога отиде пророкот Самуил во неговиот дом, тој му рече: викни ги сите твои синови, за да изберам еден од нив кој што ќе биде иден цар. И Јесеј ги повика синовите, и знаете, Самуил ги гледаше и еден по еден изгледаа сите убави стројни. Еден од нив, кога Самуил го загледа, беше посебно убав, строен, висок, добро граден.
и само си мислеше, сигурно ова ќе биде цар. Но знаете што му рече Бог? Бог рече, не гледај на неговата надворешност и на неговиот висок раст, зашто јас го отфрлив. Вели, Бог не гледа како што гледа човекот. Човекот гледа на лице, а Господ гледа што е во срцето. И овде Бог не учи на таа лекција. Ние луѓето сме примамени од надворешности. Но кога само наблюдуваш и се чудеше кој ќе биде цар, Бог рече ниту еден од нив. Иако се стројни, големи, убави, вели ниту еден од нив. Јас гледам на срцето, не на лицето. И потоа праша само, немаш ли уште некој син? Сите, овие ли се сите? И знаете што рече? Јесе рече, абе имам еден, ама тој е најмалиот, малечок таму, тој е овчарче таму, некој овчар го пратив. Рече, викни го и него. И кога го донесе него, Бог рече, тој е царот. Него помазе. Гледате, тоа беше Давид. Давид може би не беше строен, не беше голем, не беше нешто посебно на лик, ама Бог го види неговото срце. Неговото срце беше чисто и затоа Бог го избра него. И знаете, Давид исто така сгреши како и сите ние. Но неговото срце беше поразлично од срцето на другите, што Давид се покаја за неговиот греф. Давид реши повторно да го очисти своето срце. И токму затоа во оваа категорија на луѓе чисти по срце спаѓаат оние луѓе кои што дошле кај Бог и се покаяле, но спаѓаат и оние кои што го одржуваат своето срце чисто постојано, кои што дури кога ќе сгрешат и ќе се извалкат во греф, тие не сакат да останат во греф. Тие доаѓаат кај Бог и се покајуваат. Затоа Исус вели, блажени се оние кои што се чисти по срце. Но ајде да се обидеме да навлеземе малку подлабоко што значи тоа да се биде чисти по срце. Кои особини ги бара Бог? Ќе погледнеме неколку текстови кои што зборуваат за човечкото срце. Например, кога зборуваме за човечкото срце, во 1 Тимотеј апостол Павле вели, а целта на наредбата или на ова заповед е љубов од чисто срце, добра совест и нелицемерна вера. Гледам овде Павле, чистото срце го споредува или го сврзува со добра совест. Да имаш чисто срце, значи твојата совест да си ја пазиш чиста. Знаеме сите ние што значи немирна или нечиста совест. Кој ќе направиш нешто што не треба и цел ден ти измачува совест. Си се скарал со некој, може би си го навредил, или си направил нешто лошо, не знам, не дај Боже си украл, си извршил прелюба, било што, и цело време нешто внатре не ти е како што треба. Цело време не се чувствуваш добро, ќе си легнеш навечер, немаш мирен сон, навечер ти измачува таа мисла, и на крајот велиш, ќе станам и ќе побарам прошка, Господе, прости. Прости ми, Господе, или ќе станам и ќе се измирам со таа личност. Не требаше тоа да и го кажам. И додека не се јавиш на таа личност и да кажеш, аби извини, не требаше тие зборови, некако цело време ти измачувам мислата. Не знам дали сте го доживеле тоа, не? Добро е. Ако сте го доживеле тоа нешто, тоа значи дека вашата совест се уште е жива. Се уште, значи, работи во вас. Лошо е кога ќе имате мртва совест и нема ништо да ви измачува. Но тоа значи, овде, кога Павле вели чисто срце и добра совест. Добра совест значи да не дозволите вашата совест да биде немирна, да ја смирите. Кога таа за нешто ви одзвонува во главата и ви зборува дека не е во ред, да одите и да го средите тоа нешто. Понатаму вели нелицемерна вера. Луѓе со чисто срце се луѓе кои што не лицемерни. Луѓе кои што не прават маска пред вас. Кои што не се прават пред вас, јас сум многу добар, многу свет, или не знам, еве се ќе одам на црква, а после одат грешат. Тоа се луѓе кои што не лицемерат. Понатаму Павле, кога зборува за чисто срце, на Тимотеј му порачува 1 Тимотеј 2 глава вели: бегај од младинските желби, стреми се кон правда, вера, љубов, мир и чисто срце. Гледате, овде чисто срце значи да внимаваш и на твоите желби или страсти. Тој на Тимотеј му вели: бегај од младинските желби. Кои се младинските желби? Младинските желби најчесто се поход, страсти, желба за блуд, за прелюба,
Сакаш да правиш оно што телото го бара. И често пати младите ние гледаме дека се препуштаат на телото, барем денеска, за жал, еве ова генерација што имаме, нели, важно е да ги задоволат страстите на телото. Но Павле вели на Тимоте, бега од такви работи. Беги, ако така живееш, нема да имаш чисто срце. Чистото срце значи подразбира морален живот. Чистото срце овде подразбира исто така стремеш за правда. Бидејќи вели, стреми се кон тоа нешто. Во Псалм 24 се поставува прашањето кој е оној што може да застане пред Бога. И вели, оној што има невино и чисто срце. И вели, оној што ја пази својата душа од суетата и кој не се заполнува лажно. Овде гледаме дека чисто срце подразбира срце кој што не лаже. Човек кој што има срце е човек кој што е секогаш искрен и не лаже. Не можеш да лажеш насекаде и да имаш чисто срце. Чистото срце подразбира искреност, невиност и да не лажеш. Во Псалм 73 всушност многу јасно ни се дава контрастот помеѓу луѓето со чисто срце и луѓето кои што живеат спротивно од таков живот. Не знам дали сте го читали овој псалм, но псалмистот всушност е човек кој што се трудел да живее со чисто срце, а од другата страна гледал луѓе кои што не живеат така. И него го постојано измочувало мислата, дали јас залудно се трудам. Слушајте што вели. Колку е добар Бог кон Израел, кон оние што се со чисто срце. А вели, нозите мои за малку ќе подклекнеа, за малку чекорите мои ќе станеа несигурни, зашто им позавидев на беззакониците, гледајте го напредокот на грешниците, зашто тие не страдаат и нивните тела се цврсти и јадри. Немаат маки како другите, немаат неволи и не ги засегаат. Горделивоста им е како веришка околу вратот, очите им се подуени од сало, се подбиваат на сите и злобно зборуваат, се закануваат надмено со насилство, ја креваат устата против небото, а јазикот нивен ја обиколува земјата. Затоа народот мој по нив се залетува и мана не им наоѓа. А јас си реков во себе си, зар залудно го чував чисто срцето свое и во невиност ги миев рацете своји. Гледате, овој човек си го пазал своето срце чисто, ама наспроти него тој гледал луѓе кои што живеат угодно, си живеат удобно, си живеат во богатство и не го пазат срцето чисто. И како ги опишува тој тие луѓе? Како ги опиша? Вели, срцата им се полни со злоба. Вели, се подбиваат на другите, зборуваат надмено и со насилство, ја креваат устата против небото, значи гулат дури против Бога. Јазикот нивни ја обиколува земјата, значи лажат, та сушат. Овие се луѓе кои што немаат чисто срце. И сега веќе ја имате сликата и контрастот. Како изгледа човек со чисто срце, како изгледат луѓето кои што не се. Во која категорија луѓе се препознаваш ти? Во кои луѓе се наоѓаш ти? Денеска, за жал, луѓето повеќе сакат да бидат во втората категорија. Сакат да уживат во богатство, лажат, крадат, во неморал, не знам, во корупција, во мито, не име гаде што другите мислат, живеат по еден таков начин. И псалмистот вели, тоа се луѓе кои што имат нечисто срце. А јас си го пазев срцето чисто. И тој дори си го поставил прашањето, залудно ли јас го пазам моето срце? И веројатно и ти многу пати си го поставуваш твоето прашање. Си велиш, Господи, јас секој ден се трудам да живеам морално, да живеам праведно, да живеам чисто, да живеам честно, ама овој свет не напредуваат честните, во овој свет напредуваат тие што лажат и што крадат. И ние се прашуваме, Господе, за залудно се пазам чист, залудно си го пазам срцето. И Бог вели, не е залудно, не е залудно. Зато Исус ни порачува, блажени се чистите по срце, бидејќи ќе го видат Бога. Ете, тоа е пораката на овие блаженства. Блажени се милостивите, бидејќи ќе бидат помилувани, блажени се чистите по срце, зашто ќе го видат Бог. И со ова ќе завршиме. Амин. Можеме да се исправиме на молитва. Господе, фала Ти што си добар кон нас. Фала Ти што е вечна Твојата милост.
затоа што таа ни е потребна секој ден. Не само на првиот ден кога сме се покаяле, туку секој ден имаме потреба од неа. Секој ден ние одново и одново грешиме, секој ден одново и одново ние сме недостојни да дојдеме кај Тебе, затоа имаме потреба од милоста Твоја. Ти си рекол, блажени си и чистите по срце, Господе. Но ние сме свесни дека чисто срце можеме да имаме само преку Твојата милост. Само затоа што Ти си не очистил и си не оправдал. И помогни ни тоа срце да го пазиме чисто низ текот на целиот наш живот. Помогни ни да не се разочараме во овој свет каде што нечестните и луѓе со нечисти срца напредуваат. Помогни ни како псалмистот да препознаеме дека не е залудно да го пазиме нашето срце чисто и да останеме со чисто срце. Господе, знам дека во овој свет е тешко да чекориме и да останеме на Твојот пат. Тешко е да Ти бидеме верни, тешко е да ги исполниме сите овие работи кои што се наброени во блаженството. Но Ти си нашиот помошник, Ти си ни го испратил Духот Твој свети да не води во сето тоа. И денеска јас те молам, помогни ни повторно да можеме да исполниме Твојата заповед, да можеме да продолжиме да чекориме на Твојот пат и да останеме во оваа категорија на луѓе за кои што Ти велиш дека се блажени. Те молам за сето тоа во името на Исус Христос.